дојдовте во Кичево? Добро, најдобро. Види каде управата овде? Каде што Човек умре таму, овде нема доктори. денес моравме да направиме што се вика Кичево и како што гледате, ова е прва посета званична на Кичево во склоп на имплементацијата на реформите кои што се потребни. Започнуваме со распределба на опремата за еден голем број амбуланти, но сакам да кажам, јас избегавам да речем селски средини, рурални средини, затоа сите сме граѓани на ова наша држава. И мислам дека да правиме имплементација на реформите. Знаете дека досега пак си постојат и амбуланти, но беа со слаба една опрема. И сметам дека до секоја основна здравствена келија веќе ќе допре квалитетот на здравствената заштита и во нашата општина и во соседните општини кои што ги покрива медицински центар. Со печат на самата книжка, дека има матичен лекар, дека има заменик матичен лекар и така. И дека тој мора да се јави само кај тој матичен лекар во текот на 24 сати и што да му се деца само него треба да го бара. Целта на реформите, ние бевме толку галантони. Знаете, секој рецепт е отворен чек на Фондот за здравствено осигурување. И ние бевме во состојба кај пријатели, кај роднини, на посета, во кафан. Бланко чек кој што ни го плаќа. Брза, блиска и ефикасна здравствена заштита. И ефикасна и квалитетна здравствена заштита. Со тоа се постигнува тој работи. Она што рековте вие, дека со допремувањето на овие рурални амбуланти во општините така натака, здравството ќе да биде во квалитет. Педијатар и осеќам потреба дека теренските амбуланти, навистина пациентите, нашите пациенти се на известен начин малтретирани и се осеќа потреба од една мини лабораторија, бар во поголемите амбуланти што ги имаме, основни анализи да може да се направат како би не се враќале повторно, за тие основни анализи се упатуваат кај нас. Од тука ги враќаме назад, повторно назад со терапија, прекорачена терапија и направени анализи, али не се во можност терапијата да си ја земат, заради тоа што после гладно веќе не може да си ги препишат лековите и поголем дел од нив си ги земат приватно.